вечер, почитувани гледачи. Бурна недела во што мисли народот со многу интересни гости од политиката во пресред на изборите. Интересна нашата македонска политика. Малку само прекинавме во јавноста, прекинавме со интересот за нашата македонска политика по изборот на Трамп за председател во Соединетите Американски држави, но пак си најдовме овде некој рекол ВМРО слави зашто го избрале Доналд Трамп, СДСМ тагува зашто не е избрана Хилари Клинтон и така натаму и така натаму. Па станавме експерти за тоа што ако победеше Клинтон, што сега откако победи Доналд Трамп, заборавајќи малку на оно што нас не очекува, не очекуваат избори кои што по многу нешта ќе бидат специфични. Вечерва малку се тргаме од тоа, макар што ќе говориме и за нашата домашна политика, но одиме со нешто со еден гостин кој што по првото гостување овде во оваа емисија предизвика бурни реакции кај многумина од вас, а како минува времето, работите помалку слегнуваат. Станува збор за човек кој што многумина го обвинуваат дека е одроден македонец, побугарчен македонец и слично, за човек кој што го обвинува дека работи против Македонија затоа што јавно ги кажува своите ставови. Говорам за тоа како пишуваат некои луѓе за него, но мислам дека најдобро е да разговараме со него и вие да разговарате ако имате прашања, па да видиме на што сме. Наши ваш гостин вечерва, председателот на Друштвото за македонско-бугарско пријателство, господинот Петар Колев. Господине Колев, добро вечер, добре дојдовте во нашата емисија. Мислам дека сте втор пат. Мислам дека е така или трет пат. Така. Добро вечер на вас, добро вечер на гледачите на телевизија Стар. Знаете, јас секој со задоволство ја примам поканата да бидам ваш гостин и ми е многу мило што и оваа вечер ќе можеме да се подружиме со вас и со гледачите на ТВ Стар. Намален ли тој притисок? Јас уште кога ќе отворам, сте биле гостин некаде во некоја емисија, одродениот македонец Петар Колев за бугарските пасоши и така натаму. Како ги примате тие обвинувања? Вие ги изнесувате јавно своите ставови, сте направиле одреден избор, меѓутоа добивате многу обвинувања на ваш адрес. Секој има право да си го искаже своето мислење, јавно, да декларира тоа што го мисли и како што јас го правам, така и другите граѓани на Република Македонија преку социјалните мрежи или на други места си кажуваат своите ставови. Јас тоа го прифаќам, како што има такви кои што ги поддржуваат моите идеи и гледишта, така има и граѓани кои што не ги поддржуваат. Всушност тоа е демократијата, секој еден човек да може јавно да искаже тоа што го мисли и се разбира да бара своји соидејници со кои што да ги реализира своите идеи во општеството. Понекогаш тие обвинувања знаат да бидат премногу вулгарни, но јас тоа го оддавам на времето останато како сентимент од времето на Југославија, од времето на кралството на србите, хрватите и словенците, она одбивност која што е создавана кон бугарите и кон Бугарија, но мислам дека тоа прашање лека полека во 21. век, во времето на обединета Европа, на Европа без граници, станува се помалку актуелно, имајќи предвид дека голем број, особено овде во истокот, граѓани на Република Македонија се и граѓани на Република Бугарија, мислам дека таа тема станува никому непотребна и сметам дека со текот на времето се почесто овде ние ќе размислуваме во Македонија за прагматичниот однос на Република Македонија кон Република Бугарија и како сето тоа можеме да го искористиме за да можеме да врвиме заедно напред. Рековте, секој на свој начин се обидува да ги реализира своите идеи, уверувања, убедувања. Кои се вашите идеи, уверувања, убедувања? Како се чувствувате како македонец или како бугарин? Тоа си го поставуваат многумина прашања. Јас многу често кога сум дебатирал на таа тема, сум го поставувал прашањето од еден друг аспект. Кога може Драган Павлович Латас да биде македонец, кога може Томич да биде македонец, кога може еден куп други луѓе кои што имаат друго етничко потекло да бидат македонци, тогаш не знам зошто луѓето кои што за себе сметаат дека имаат бугарско етничко потекло и се препознаваат со минатото на револуционерите од оној период пред век и пол, не знам зошто тие да не можат да бидат македонци. Можеби ние тука во Република Македонија сгрешивме за тоа што се обидовме да направиме една чиста некаква македонска нација, отфрлајќи ги сите останати кои што живеат на територијата на Република Македонија и не сакајќи да ги признаеме некои историски реалности кои што денеска ни удираат по глава.
правото на самоопределба е гарантирано со Уставот на Република Македонија и сметам дека како ја што имам право да се самоопределам, така секој еден граѓанин на државата има право да го направи и сметам дека тоа право треба да го обрнеме во насоката на заедничка почит, отколку во насоката на заедничка омраза. Македонија од таа поделба етничка, религиозна и сите оние конфликти кои што настанаа во овие 25-6 години, мислам дека губи. Ако некој од мене очекува да учествувам во така нареченото двоење на македонското ткиво, не сум човекот кој што ќе го направи тоа. Јас сум човек кој што ги застапува своите видувања, своите ставови, никогаш не сум се плашил или пак не сум одстапувал од тоа дека јас сум македонец од бугарско етничко потекло и тој став ќе продолжам да го представувам насекаде каде и да бидам. Но сметам дека далеку поважни теми седат пред Република Македонија кои што треба да ги коментираме од тоа кој каква вера или од каков етнос произлегува. Ќе ви дадам пример. Кога отидете на доктор, на лекар и сте во тешка здравствена состојба, никој од нас не прашува докторот дали е муслиманин, христијанин, бугарин, македонец, турчин или каков и да е. Тоа докторот бара да биде излекуван и да му го спаси животот. Кога едно мало дете без разлика на неговата етничка и религиозна припадност ќе плаче дома заради велосипед, а неговите родители не можат да му го купат затоа што имаат економски проблеми, тоа дете не плаче поразлично ако е од различна етничка припадност. Така да во Република Македонија нека да избегаме од тој политички популизам, кој што некој намерно го игра како карта во нашата држава веќе 26 години, за да обстои, да дојде или да си замине од власт, а да погледнеме малку прагматично, што ни предстои од тука натаму и како целиот тој капацитет кој што го имаме, како заедница, мултикултурна, мултиетничка, ќе го насочиме за што е можно подобар живот внатре во Република Македонија. Значи ли тоа дека според вас нема простор веќе за тезите дека Бугарија има територијални претензии кон Македонија и слично, затоа што се употребуваат често? Идете. Значи ние еднаш за секојаш треба да разбереме и да сватиме и да работиме во таа насока. Каде се движи Македонија? Дали ние се движиме кон обединета Европа или сакаме да останеме робови на нашите балкански комплекси од блиското и далечното минато? Ако ние се движиме кон обединета Европа, поголемите територијални претенции од страна на Република Македонија кон Република Бугарија, затоа што ние сакаме да падне границата помеѓу Бугарија, Грција и сите останати земји и да станеме дел од европското семејство. Всушност, во 21. век, кога секој размислува, особено во овој дел од светот, Европа, размислува за обединување околу идејата за Европска унија, ние овде зборуваме за територијални претензии. Верувајте ми, никој никаде, особено пак најмалку во Софија, размислува за каква и да било поделба на Република Македонија. Дали тоа се злоупотребува во Македонија во дневно-политички цели? Значи, видете, се злоупотребуваат многу теми овде, но сметам дека ставот на Бугарија е категоричен, јасен. Република Бугарија ја призна Република Македонија. Премиерот Борисов на неколку пати има кажано дека македонците за него се најблискиот до срцето народ, тоа е најблиската држава и дека нашиот пат е заеднички, но за жал се уште стоат отворени прашања кои што се надевам дека после политичката криза во Република Македонија и нејзината развршница ќе се посветиме на тие прашања и ќе ги затвориме. За мене е многу болно кога гледам дека од државата која што не призна прва и лобираше и во Русија и во Турција да не признаат, за последните 10 на 15 години ние направивме држава која што да ја посочуваме како наш непријател. Сметам дека македонското општество и особено луѓето како мене можат многу да помогнат за тоа Република Бугарија да се врати на ставовите како братска, пријателска земја на Република Македонија, со својата експертиза која што ја има за процесот на присоединување кон Европската унија, да им помогне на Република Македонија, да ги зголемиме програмите за трансгранична соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Нека да се посветиме на тие теми. Нека да ги забравиме тие стереотипи кој каков е, да видиме човекот каков квалитет има. Затоа што добри и лоши луѓе има од секаква етничка и од секаква религиозна
припадност. Во право сте, кога ќе размисли човек, општините од Македонија имаат многу прекугранични или меѓугранични проекти, соработуваат заедно. Значи, на некој начин некој во државава сака да работи нешто, кога станува збор за работа, ама сака кога треба дневно политичка потреба да каже дека постои некаква опасност. Видете вака, ќе ви кажам честно. Да. На граѓаните на Република Македонија, особено од истокот, и тука станува збор за младите луѓе, не и пречи да бидат и бугарски државјани. Затоа што тие сонуваат за една слободна и отворена Европа. Тие сонуваат и таа реалност ја пружа Софија како можност. На македонскиот бизнис не му смета да прави бизнис со своите пријателски компании од Благоевград, Петрич и така натаму и така натаму. На македонските општини не им смета да прават заеднички проекти со општините од Република Бугарија. Единствено кога ќе дојде овој предизборниот период, кога некој сака да пумпа мускули и да се покажува колку голем патриот е, ги вади тие карти. Сакам да ви кажам и на вас и на вашите гледачи. Патриотизмот во 21. век, мили пријатели, се гледа во тоа кој колку даноци има платено во земјава, кој колку работни места има создадено во земјава, кој каква успешна кариера има направено во земјата, а не со тоа кој колку високо ќе го вее македонското знаме. Македонското знаме ќе се вее и ако бугарин, македонски државјанин, македонец стане светски шампион од репрезентацијата на Македонија, и ако албанец стане светски шампион од репрезентацијата на Македонија. Исто така, буџетот ќе се полни и од бугарските фирми кои што влегува во Република Македонија, од албанските и од германските, и од сите тие кои што се влезени. Рековте неколку пати прагматични треба да бидеме. Убаво е да размислуваме прагматично за тоа што нашето општество има потреба од малку повеќе прагма и од малку помалку демагогија. За овие 26 години доста ни од демагогија, дај да видиме од тука натаму. Да видиме само кој ни се јавува пред првиот блок реклами. Добар ден, добро вечер, се извинувам. Добро вечер. Повелете. Да не слуша бугарчето, не слуша малку. Повелете, праша. Реклами, чекај сега, реклами, сега ме укучијат ко реклами. Ајде, повелете со прашање. Да го прашам дето, пред тоа шо е бил дедо му, татко му, какви са били, оно се декларира како бугарче. Добро, тоа е едното прашање, друго имате ли? Ме слушате во телевизор и затоа така. И знае ли дека бугарите, кои нападнаа германците, дојдеа тука, они ги пуштија и они дојдеа со ни и ги тепаа нашите македонски деца, жени, цапковци, мајки, сите ги тепаа. Како не го е срам, види го какво лепотанче е оно да биде бугарче. Нека си биде, немаме ние ништо против што ќе си биде. Ама кој ги тепа нашите? Бугарите ги тепаа, србите ги тепаа. И оно се едно парче тука, земјичка тука или некоја паричка се продава, душа да си ја продава. Не се смее, дете, не се смее. Значи, родителите што му се, дедо му што е, и коментар на ова што го кажавте. Видете вака, јас ова прашање ќе ви одговорам последниот начин. Јас го слушнав гледачот и гледам дека со целата почит кон неговата возраст е револтиран и со почит кон неговата возраст, но во последниот период од време, односно добивањето на бугарско државјанство, се воведало барање кандидатите да го докажат своето потекло. Ќе се изненадите колку многу, особено овде во истокот, има зачувани стари бугарски документи и кандидатите си ги доставуваат. Ако треба да зборувам за моето семејство, јас можам да ви кажам дека единствените црковни документи кои што ги имаат мојот дедо и мојата баба се од бугарската екзархија. Повеќе не би и навлегувал во тоа. Но пак ви кажувам, видете, ние се вративме во Втората светска војна. Период на Втората светска војна е завршен, тоа време е завршено. Франција и Германија беа државите кои што војуваа, а денеска се столбот на обединета Европа. Значи, дајте да ги оставиме тие работи таму кај што се во минатото. Дајте да размислуваме за тоа што правиме од тука натаму. Вашиот гледач кажа, ние немаме ништо против, тој се декларира како бугарин, но по начинот по кој што ја продолжи реченицата, се гледа дека има нешто против. Јас не барам и никогаш не сум имал претензии за тоа дека Република Македонија го почитува моето право на етничка принадлежност и на декларирање. Како што македонците, луѓето во Македонија кои се декларираат за македонци, бараат почит, така и луѓето кои се декларираат за македонци од бугарско етничко потекло го бараат апсолутно истото. Всушност, јас
Пак ви кажем, ако станува збор за права и за такви работи, не ми се коментира затоа што крајно време е тој концепт на етничка разделеност да го префрлиме во еден друг концепт, кога на средината ќе застане човекот и неговите квалитети. Не е важно кој каква религија и кој од каков етнос е, а важно е тој човек што може да допринесе за Македонија, што може да направи за општеството во кое што живее, ако е научник, што може да допринесе за науката, ако е спортист, што може да постигне во спортот. Јас никого не сакам да обвинувам во апсолутно ништо, но тие стереотипи, тие тези и ден денеска му тежат на општеството и ние не можеме да се отвориме. И тешко се ослободуваме. И многу тешко, но затоа ето, ова е начинот по кој што да разговараме слободно на тие теми и да видиме дека дебатата, разговорот, различните гледни точки не се ништо страшно. По таков начин можеме да стигнеме до пореална вистина. Така. Режија, време е за првиот блок на реклами, после кој се враќаме и со она што не очекува. Макар што се гледа дека на Балканот уште долго ќе останеме во мрежата на она што го имаме од минатото, а најтешко да се напушти минатото сосем очигледно. Одиме со реклами. Знаете ли дека аронијата го намалува ризикот од заболување од канцер? Природна и здрава, набрана и сушена во падините на Берово. Агромакс. Едноставно природно. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. И после 25 години, се уште најдобри. Автошкола Зелен сигнал. Единствената автошкола во Штип која оспособува кандидати за возачи од сите категории. А, А1, Б, С, С+Е и Д. Најдобри инструктори, најсовремена опрема и возила и огромно искуство. Ние создаваме возачи. Автошкола Зелен сигнал. ПСС секогаш актуелен и во чекор со вашите барања. Поведовме постапка за утврдување на сопственички статус, легализација на трактори и тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори, автоприколки, приколки за домување, приколки за чамци од категорија О1 и О2, како и моторцикли и мопеди. Секогаш во чекор. ПСС. ТД Маркет, пријател на вашиот дом, на улицата Ванчо Прке во центарот на градот. Супер цени, одлична вредност за вашите пари. Паштета Фармер 10 денари, супи бачка биле 8 денари, газиран сок екстра 2 литри 26 денари, шампон Тайм 39 денари, средство за керамика Тайм 1 литар 53 денари. ТД Маркет, каде цените се екстремно ниски. Бела, најдоброто од мајката земја.
Посетете ме. Мебел Јумис. На некој оваа есен ќе му донесе нова љубов, а на некој нов мебел. Побрзајте во најблискиот салон на Симпо. Таму ве чека голема есенска акција. Симпо. Термосол. Значи секој фотон од сонцето да го претвориш во енергија. Со искуство повеќе од 25 години, гарантираме врвен квалитет. Со новите технологии на грејни вакуумски цевки добиваме топла вода загрејана и до 99 степени, која може да се задржи повеќе од 20 часа. Со вграден микрокомпјутер и грејач за догревање во деновите без сонце. Термосол во Штип, во Стара Чаршија позади нама. Кога сонцето работи за вас, ете тоа е термосол. Нека есенските лисија крцкаат под вашите нови чивли од Марвел. Зачекорете удобно во новата сезона есен-зима и станете член на големата Марвел фамилија на задоволни клиенти. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок – картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте есенската Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Направете уште една проверка. Избирачите кои не се запишани во списокот поради несовпаѓање на дел од податоците имаат дополнителна можност да се пријават за да го остварат своето гласачко право. Проверете ги податоците на веб страницата или лично во подрачните оделенија и во централата на Државната изборна комисија во Скопје. До 11 ноември проверете и пријавете се за да го остварите своето избирачко право. Стигнуваат реакции кај мене на мојот Facebook профил, пријатели има многу, еве, еден пишува, детето нека ја прочита книгата од Донски етногенетските разлики меѓу македонците и бугарите, па после тоа нека се декларира. За жал ова младо момче живее во тешка заблуда. Пак, како го коментирате ова? Еве, да прочитате нешто и потоа да се декларирате. Дали со најголемо задоволство читам многу работи, вклучително би прочитал и нешто од господинот Донски, но колку што имам информација, тој не е историчар. Во Република Македонија ги измешавме картите. Премиерот стана главен архитект, луѓе со други професии станаа историчари, третите почнаа да се занимаваат со спорт, а никогаш не влегле во сала. Мислам дека е крајно време историјата да се занимаваат историчарите. Луѓе кои што се со соодветно образование и кои што на историјата не гледаат како политичка карта за да дигаат проценти политички на соодветна гарнитура политичка, а гледаат како на наука. Затоа што историјата е точна наука. И пак ви кажувам, се изморив од тоа кога некаде некој ќе спомне за Бугарија да се враќаме во Втората, Првата светска војна или Нинденското востание и така натаму и така натаму. Сметам дека тоа прашање ќе се релативизира, затоа што Република Македонија ќе треба да го затвори тој договор за добрососедство, како што гледате Академијата на науки на Република Македонија и Република Бугарија се позадлабочено соработуваат и на сите тие прашања еднаш за секојаш ќе се стави точка и ќе погледнеме во иднината и ќе врвиме заедно напред. Пред да проговорим за тоа што ни се случува на политички план и тоа што го работите како Друштво за македонско-бугарско пријателство, би ве прашал прашање кое што многумина секако го поставуваат, си го поставуваат во Македонија. Едно време се манипулираше со огромна бројка на македонски државјани кои што побарале бугарско државјанство и сега излезе една бројка која што и не е толку голема како што се велеше. Но дали било која бројка на земање на бугарско државјанство од граѓани на Македонија представува опасност за Македонија и на кој начин? Прво, за мене тоа не е ниту опасност, ниту предизвик, тоа е еден нормален процес, затоа што особено младите луѓе во Македонија немаат алтернатива, немаат можност да успеат и во кариерата, да најдат работа и така натаму и така натаму. Има луѓе кои што поради своји лични убедувања, чувства и така натаму, исто така земаат бугарски државјанство. Ова прашање најсоодветно е да се постави на политичката елита во Република Македонија. Дали тоа е опасност или не е опасност? Ако јас со нешто сум допринел за тоа појавување како факт,
сум помагал на луѓе со совет, затоа што сум правник по образование, кои документи си потребни, сум ги консултирал, сум и помогнал во тоа да добијат државјанство. Но јас не сум поводот за тоа тие да побараат државјанство. Ако треба да го бараме кој е поводот, тогаш пред се треба да ги прашаме луѓето кои што земаат државјанство зошто го земаат и после тоа да ги прашаме политичарите зошто ги земаат тие луѓе тие државјанство и дали тоа е некаква опасност за Република Македонија. Но пак ви кажувам, еден ден Република Македонија ќе стане дел од Европската унија. Нема како да не стане дел од Европската унија и од НАТО, затоа што тоа е единствениот пат по кој што ние можеме да се развиваме. Жал ми е што некој се уште го очекува српскиот крал, тој никогаш повеќе нема да се врати во Македонија. Тито е умрен 80 година, ако не се лажам. Тие времиња минаа и заминаа. Иднината на Македонија во Европската унија, бугарската армија ќе биде нашата партнерска армија, која што ќе ни помага заедно да ја чуваме сигурноста на Балканот. Бугарската економија е овде веќе присутна во Република Македонија. Помеѓу Република Македонија и Република Бугарија нема да има граници, ќе има слободно движење на луѓе, на стоки, на капитал, како што е насекаде во една модерна и обединета Европа. А по однос на историските прашања, си има научници, си има историчари, тие ќе си дебатираат, ќе си разговараат. Луѓето кои што се занимаваат со политика или луѓе кои што се занимаваат со невладен сектор, општественици, мислам дека нивната работа е да создадат услови кои што ќе создадат блага за да имаме подобра наука, подобра историска дебата, подобри кадри во науката. Наша работа не е да се занимаваме со историјата, но исто така, како граѓанин на Република Македонија, јас нема како да не го користам правото од уставот на државата да се декларирам така како што сакам. И ќе повторам, затоа што вашите гледачи најверојатно не сакаат да разберат што всушност сакам да ја кажам и зошто се стигна до тоа голем дел, значаен дел од граѓаните да се декларираат и како македонски бугари. Она антиквизација која што се случи во Република Македонија, на тие луѓе кои што себе си се препознаваат во Климент, во Тодор Александров, во Гоце Делчев, им создаде кохезија во главата. И точно поради таа причина, знаејќи ги некои историски вистини, јас и други луѓе во Република Македонија се декларираме така како што се декларираме. Тие луѓе постојат во оваа земја, тие луѓе живеат во Република Македонија, работат, се образуваат, допринесуваат и така или иначе ние треба да го прифатиме тоа како реалност, како општество и да им дадеме можност да бидат како сите останати граѓани на земјата. Тоест, јас би сакал законот во Република Македонија, правилата на игра во Република Македонија да не зависат од тоа кој каква етничка припадност има или религиозна, а тие да важат како правила подеднакво за сите. Всушност, така функционира целиот западен свет. Мене дебатата станува многу интересна овде кај мене, затоа што се насмеав малку, еден мој пријател вели Тонка праша го пасош пасош по еден да се спасеме бугарски. А нашиот гледач кој што рече да прочитате нешто вели она што Бугарија не можеше да го направи на македонскиот народ со векови, натаму не знам, веројатно ќе добием. Да се вратиме на домашен терен. Дали сте интересен во наводници играч за политичките партии? Еден мој пријател рече, праша го гостинот дали добил понуда од Зоран Заев да биде на листи на СДСМ. Не, видите вака, не, чекайте. Јас не можам да кажам дали сум интересен или не. Голем дел од политичарите во Република Македонија комуницираме, се познаваме затоа што ние сме активна невладина организација, особено во оној дел македонско-бугарски односи, и голем дел од политичарите во земјава од најразличен политички спектар комуницираат со нашето невладино здружение. Во никаков случај не можам да тврдам дека некој ми понудил некакво место. Сметам, јас сум на 30 години. Сметам дека човек на мојата возраст треба да се посвети малку повеќе на некои други работи, отколку тоа да се занимава со толку директно активна политика, иако и тоа што ние го правиме, до некаде може да се каже и дека е политика. Но не секогаш директното инволвирање во политиката може да влијае, не секогаш само директното инволвирање може да влијае, но и вака кога човек е независен, слободен, може со своите искажувања во јавноста да повлијае за еднината на Македонија. Категорично ви кажувам дека со господинот Заев никогаш не сме разговарале на темата да бидам кандидат за пратеник или што и да било друго, ниту пак
со некој од другите политички партии. Јас на оваа етапа од мојот живот немам таква амбиција да станувам политичар. Зборувам за оваа етапа. Не зборувам за утре и за други ден, но мислам дека човек на 30 години треба да се посвети малку повеќе на тоа, да покаже на општеството што може за утре, кога ќе треба луѓето да гласаат за него, да знаат за кого гласаат. Во македонскиот политички живот сметам дека анонимуси и луѓе кои што станале пратеници, гледате од 123 пратеници, ние ако тргнеме да ги броиме, познаваме 10, 15, 20 имиња. Тогаш погјаволите зошто ги плаќаме 123, за останатите 80 да спијат во клупите. Тоест, не сме воделе таков разговор, ниту со едните, ниту со другите, ниту со третите, и на оваа етапа не мислам дека има потреба. Ке ве заинтригира ова што го допиша нашиот гледач после тоа, вели што Бугарија не можеше да го направи на македонскиот народ со векови, сега го направи во Вавилонската блудница Европа, и оние кои зедоа бугарски пасош беа принудени од економски состојби. Ниту еден македонец не се чувствува за бугарин, бугарското чувство е минорно. Ако знаеш каде оди иднината на светот, погледни каде оди Бугарија, цел живот е на страната на губитниците. Дали според вас оние кои што земат бугарски пасош се чувствуваат бугари? Ете, тоа е проблемот во Република Македонија. Реков дека ќе предизвика. Слушнете ме сега, ова е интересното. Што има јас да објаснувам како вие се чувствувате? Тоа е ваш проблем. Ваше право и ваша желба да објасните зошто, како и дали се чувствувате по некаков начин. Јас не можам да кажам како се чувствуваат луѓето во Република Македонија. Јас можам да кажам само за мене. Како што го почитувам вашето право на самоопределба, така и вие почитувајте го моето право на самоопределба. Но гледате ли каде заглавивме, никој воопшто не сака и да слушне за што значи тоа перспектива, што значи трансгранична соработка, што значи можноста за поквалитетно образование, што значи можноста на младите луѓе преку тие. Му одговара ли некому таквата ситуација? Па му одговара затоа што таа конфузија на Балканот, гледате додека не донесе од 89-та година па наваму. Балканот стана најизолираното место во Европа. Познавајќи ја нашата упорност, трудолюбивост како луѓе, како Балкан, ние денеска можевме да бидеме доста понапред. Но занимавајќи се со овакви работи, ние денеска сме тоа што сме. И сметам дека на тие прашања воопшто не треба да се... Ова е исто како Миленко и неговата акција на кај Макчелан. Сакав да ве прашам. Значи, видете вака. Јас многу се нервирам кога ќе прочитам во медиумите надвор од Македонија, кога мојата земја ја представуваат како земја во која што проблемите се решаваат со чекање. Јас не мислам дека граѓаните на Република Македонија се агресивни луѓе. Ама во Бугарија беше искористено токму на таков начин. Многу написи беа во таа насока. Значи, кога го решавате проблемот, тука не станува збор за кој што искористил. Тука јас ги коментирам работите без емоции. Плочата е поставена по неправилниот начин. Плочата е поставена по неправилниот начин. Плочата е искршена со чукови. Како би требало да се реши еден таков момент? Ако некој сака да постави плоча, е нормално да побара по официјалниот пат. Ако имаме нарушување на законот, се испраќа дипломатска нота во која што тој што ја поставил да ја демонтира. Ако не, има институции како тоа да се реши. Представете си секој еден граѓанин во земјава кој што не е задоволен од нешто, да го грабне чукот, чеканот, и да почне да ги решава проблемите околу него. Во кој век живееме ние? Тој е патриот? Не, нели? Тоа не е некој веле дека е патриот. Тоа не е патриотски чин. Тоа е чин на низост, на дрзост, на невоспитание, затоа што даваш лош пример не за тебе и за општеството, за идните генерации. Утре дете во училиште кој што нема да биде согласно со неговата учителка, значи да го земе чеканот од татко му и да ја удри в глава, така? Значи ние треба да разбереме дека во оваа земја имаат институции, има правила како се решаваат проблемите. Ке се вратиме, мораме да проговориме и ме интересира вашето мислење за актуелната политичка состојба, посебно во делот на тоа што се случува со партијата ВМРО-ДПМН и со останатите партии, чисто како ваше мислење, но за тоа веднаш по вториот блок на реклама. Неделна акција во Зендолино. Киндер чоколада од 50 грама за 29 денари. Јогобела 400 грама 55 денари. Манчмало од 105 грама 27 денари.
Подравка супа со гриз 34 денари. Шампон Wash and Go 400 мл 115 денари. Палете Perfect Color Care 139 денари. Омекнувач Ленор 157 денари. Perfect Deluxe 8+2 со подарок бришач 2 во 1 122 денари. И Pampers Jumbo плюс подарок важни марамчиња за 859 денари. Зендолино, мислат на вас. Сакате 3 желби? Но гастрономски. Повелете во рибниот ресторан Златна рибка на нова гастрономска авантура. Топол амбиент, гостопримливи домаќини и неодоливи јадења. Повелете на рибни специјалитети, но и традиционални јадења и вкусна скара. Сакате уште 3 нови желби? Тогаш повелете во рибниот ресторан Златна рибка. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела, подарок од најдоброто од мајката земја. Најниски цени во маркетите на Китго. Еко перница 50 на 70 см 478 денари. Чорбажичка пиперка Тера 47 денари. Чадена свинска печеница Глобус 288 денари. Мешано сирење шарпланинско 192 денари. Фиш фингер есва плюс фиш бургер со гратис фиш фингер 126 денари. Кикиритки со гратис пуканки 59 денари. Средство за стакло пицикато со гратис средство за садови 46 денари. Цените важат само со Китго клуб картичка. Маркети Китго. Од идеја до реализација со градител Штип. Проектирање, изведба, продажба на секаков вид градежни материјали, обука за млади, но и возрастни, издавање на лиценци за зидари и фасадери, признаени низ цел свет, најсовремен склад со цемент, блокови, фасадерски материјали, граѓа, железо, како и лимови и профили. Достава до самото место на градба. Градете и изградете со градител. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од ваков вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Во тек изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина на ставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Вака сега, не чекајте да пукне лето, па после не сме ви кажале. Правец во Интерсолар, ем ки си се бањате џабе, ем субвенции ки си земете. Е исто, ама не е исто. Со парите што ќе ги заштедите, повторно одите во Интерсолар и си купувате блиндор врата, и тоа во најразличен дизајн, боја и современ квалитет. Интерсолар ви нуди целосна подршка, продажба, сервис и монтажа. Башка и купувате на рати со попусти. Заштедете и заштитете се. Интерсолар. Продажни салони во Кочани наспроти градскиот парк и Сењак 3 во Штип. И оваа недела неверојатно ниски цени во Туш.
Јајце М големина 175 динари. Закупен втор производ 50% поевтино или само 87 динари за парче. Леп Тоскана 29 динари. Закупен втор производ 50% попуст или само 14 динари за парче. Сирење Салакис од Президент 133 динари. Закупен втор производ 50% поевтино или само 66 динари за парче. Двупек класик на Панвивис 75 динари. Закупен втор производ 70% поевтино или само 22 динари за парче. Средство за отстранување Бигор Цилит Бинг 169 динари. Закупен втор производ 70% поевтино или само 51 динар за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Еве, назад во последните 10 минути реков дека ќе се вратиме. Морам само до крај да останам со мојот пријател кој што пишува и допиша, но да кажеме дека одговори нашиот гостин. Вели, има правила, плочата на кај Макчелан беше поставена на диво без правила, без било какво одобрение од владата на Република Македонија. Да, и нашиот гостин го кажа тоа, но дека не е начин со чекани. Добро. Да одиме на актуелната политичка ситуација. По она што го имате како ставови, сепак не говорам за моменталните политички состојби, говорам за партиите, како тие ја спроведуваат својата идеја, како ја практицираат, идеологија, меѓутоа по идеологијата поблиски сте кон идеологијата на ВМРО. Значи не говорам ДПМН или народна или каква таква, на ВМРО. Дали сум во право за тоа? Па видете, според тоа што го според тоа. Идејата ВМРО не е патент на ниту една политичка структура во Република Македонија. Сметам дека секој еден политичар во Република Македонија пред се треба да биде идеолошки ВМРО-вец, за да познава и да знае кои се интересите на Република Македонија, денешната Република Македонија, преку што се поминале граѓаните и нивните предци за да стигнат да имаат своја држава овде на Балканот. Но да, како идеологија и како идеја ВМРО ми е блиска, но не можам да останам рамнодушен на сето она што се случува денеска на политичката сцена во Република Македонија, особено од гледна точка на тоа што Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство е една од поголемите невладини организации во земјата, а знаете во последниот период оној невладин сектор, граѓански сектор стана доста интересен, како за општеството, така и за Сорос вас. Не, многу далеко сме ние од тоа некој да плаќа. Значи видете, никаков Сорос, ниту пак некогаш сум размислувал за тоа да барам грантови од некого. Сметам дека тие што си имаат односи или со Сорос или со кои да било други фондации, тоа си е нивен проблем и да си го решаваат. Што всушност сакав да кажам? Сакав да кажам дека граѓанскиот сектор од тука натаму, без разлика како ќе се одвива оваа цела политичка игра, тој завојува некаков простор и многу тешко ќе го предаде на некој друг. Тоест, од тука натаму, граѓанските активисти ќе бидат оние коректори, без разлика дали си блиски до идејата на левицата или на десницата, коректори на своите политички партии кон кои припаѓаат како идеологија. И точно за тоа нема како да кажам дека всушност ВМРО, ДПМН и СДСМ и вклучително и третиот и четвртиот блок се во една многу деликатна ситуација, особено ВМРО, ДПМН. Ако ја наблюдуваме политичката игра што се случува, нон-стоп ги обвинуваат ВМРО, ДПМН дека станува збор за режим, за криминал и така натаму и така натаму. Диктатура се употребува збор. Диктатура. Ако ги слушаме така наречените прислушкувани разговори, секој еден нормален човек кој што има чиста совест пред себе, вклучително и член и симпатизер на ВМРО, ДПМН, ќе си каже: ова вака не бива. Што е многу е. ВМРО, ДПМН ќе помине преку својата голгота и нема друга алтернатива освен да се реформира. Се надевам дека и актуелната гарнитура во ВМРО, ДПМН, кој што ја води партијата, разбира до каде ја имаат дотерано работата и се надевам ќе најдат сили да се реформираат. Од другата страна имаме левицата која што нон-стоп го обвинува режимот и така натаму, предлага варијанти за тоа како да се реши проблемот, но тие тргнаа од позицијата за создавање на еден широк фронт, каде што да ги вклучат сите незадоволни против битката од овој така опасен и лош режим, ако може да искористам нивната реторика. Тоа е она што го употребуваат како пред себе ја ставија платформата за демократска Македонија во која што беа посочени основно препораките од Прибе. Правна држава, тоа недостатокот на правна држава,
недостатокот на слобода на медиуми, проблемот со корупцијата. Всушност, што се случува денеска? Широката коалиција ја немаме, а платформата за демократска Македонија се прикажува во една сосема друга форма. Всушност, и ВМРО ДПМН кој што требаше да застане пред граѓаните, особено раководството на ВМРО ДПМН, и да се извини за овој 10 годишен и 11 годишен период. Затоа што на вистина има работи кои што не може вака и треба да се сменат. И секој еден граѓанин знае дека не може вака. И да се извинат кон своето членство, кон своите симпатизери, тие се фрлија на популизмот. СДСМ или левицата, место да се обидат да ги соверат сите незадоволни и да се јават на избори со една јасна платформа, всушност гледаме што направија. Го расцепка она тело опозицијско од платформата, се фрли и тие на популизам. Погледнете ги програмите на двете политички партии. Никој не зборува за правна држава. Никој не зборува за реформа во судството. Во Македонија има потреба од реформа во судскиот систем. Само знаеш, синоќ ќе изјави дека наводно може да дојде, ако победат, може да дојде до распуштање и повторен избор на сите суди. Значи, ние имаме друг проблем во Република Македонија. Ако двете политички гарнитури кои што денеска ги гледаме, тие нон-стоп ќе се надговараат кој колку работни места ќе отвори, кој какви инвестиции ќе донесе. Ниска да плата ќе с големи економии и така. Тоа е чист класичен популизам. Денеска ја слушав изјавата на госпоѓата Шекеринска, која што кажува ние на младите луѓе ќе им дадеме 10.000 евра за да почнат бизнес. Да. Јас не знам кој ја дал таа идеја, но младите луѓе ВМРО даваше исто по 5 или тоа е популизмот, истото што го прави ВМРО ДПМН, денеска ни го предлага. Ние ќе дадеме повеќе. Ние ќе дадеме повеќе. Ние не сме на граѓаните на Македонија не се на лицитација кој ќе даде повеќе. Што сакам да кажам? Се. Ма не може така да така функционира. Не може така. На нас ни требаат системски промени, реинсталирање на системот, враќање на државноста, враќање на правниот поредок. Младите луѓе во Македонија немаат проблем со тие 10.000 евра што некој ќе им ги даде. Имаат проблем со следното нешто. Многу тешко можат да прават трговија затоа што имаат граници од сите страни, царини, имаат лоши услови, лоши инфраструктурни услови за да можат да прават таа трговија или тој бизнис. Немаат искуство. Големиот дел од младите луѓе во Македонија немаат никакво искуство, немаат еден ден работен стаж. И ние им нудиме 10.000 евра да започнат бизнис. Верувајте ми, многу малку луѓе ќе успеат да го направат тоа. Зошто ви го кажувам ова? Со многу мои пријатели кои што преку годините, јас исто така сум живеал во Софија, последниот период живеам во Македонија, мои пријатели кои се по странство размислуваме кој ќе станеме на 40-45 години со нашето искуство, со нашиот капитал, дали да не се вратиме во Република Македонија. Ќе ви кажам искрено. Во една држава во која што во секој еден момент, ако мојата идеја и бизнис работат, може да ми дојде некој близок до владеачката гарнитура, дали на левицата или десницата, и да почне да ме рекетира, да ми го зема бизнисот, да ми пишува казни, верувајте ми, ниту еден од тие луѓе нема да се врати назад во Македонија. Гледам и едните и другите зборуваат како ќе ги врателе младите луѓе назад во Македонија. Ќе ги вратите ако направите правна држава со јасни правила. Кога нема да ги разделувате луѓето на наши и ваши, а за апсолутно сите да важат истите правила. Иако во право сте, да, сега размислувам, многу малку се споменува реформата во судството, само економијата се говори, да, добро е тоа, меѓутоа и овде се потребни реформи. Конечно, за економијата, ако ми дозволите. Овде гледам пак се игра на картата на популизмот. Каква и реформа во економијата, што и да се направи, господине, ние нема да успееме да стигнеме до платата од 1000-1500 евра во наредните 15 години. Тоа нема да го спречи младиот човек од Македонија да излезе и да работи во Германија или во Франција или каде и да било. Ќе ви дадам пример од германската реалност. Лекарите во Германија, кадарот медицински во Германија недостасува. Не затоа што во Германија е бедна држава, а затоа што во Соединетите Американски држави и во Израел на добрите германски специјалисти им даваат далеку повисоки плати. Во модерниот свет миграцијата, раселувањето, барањето на подобра иднина е нешто сосема нормално. Тоест, ако навистина некој сака да направи нешто во Република Македонија, тоест треба да размислуваме за тоа како да внесеме државата во Европа и во НАТО, да пружиме сигурност и стабилност на граѓаните. И тие кои што решиле да останат овде, да не се вознемируваат дека утре ќе им чукни некој на врата и ќе им лепнат 3000 евра примерно казна за едно дуќанче селско кое што прави 100 евра на ден. И
И затоа е убаво да се размислува на темата Европа и НАТО. Кога ќе ги погледнете сите, вклучително и третиот и четвртиот блок, веќе затоа што и третиот блок се распадна. Јас не знам каков е овој политички егоизам и суети на нашите политичари. Јавно тие не можат да најдат заеднички идеи за кои да застанат заедно. А кога зборуваме за Европската унија и за НАТО, погледнете, ниту еден од нив не кажува тоа што всушност треба да се случи. Судска реформа, решавање на проблемот со Бугарија, решавање на проблемот со Грција. Сите од популистичка гледна точка ни викаат ќе внесеме Македонија во Европската унија. Кажете како ќе ги решите тие проблеми. За да внесеме Македонија во Европа, мораме да ги затвориме тие проблеми. Вчера излезе извештај, таму пишува што треба да направиме, никој не кажува како тоа ќе го направиме. Точно така. Во тој истиот извештај викаат слобода на медиумите. Ќе ви дадам класичен пример за неслободата на медиумите. Ние сме денеска неслободни веќе. Ако ја тргнеме Русија, Турција, не знам како. Ако ја тргнеме практиката на телевизија Стар. Ние пред месец дена направивме годишно собрание, пак ви кажувам, на една од најголемите невладини организации. 253 делегати од цела Република Македонија, од структурите и плюс околу 60 најразлични гости и од странство и од овде се собраа во Александар Палас за да дебатираат на темата македонско-бугарско пријателство и како ние ја гледаме иднината на тие односи. Ниту медиумите контролирани од власта, ниту медиумите од контролирани од опозицијата не дојдоа да слушнат зошто се собрале тие 300 луѓе таму, иако ние испративме покана на сите. Всушност, колку што едните се делумно слободни, зборувам за тие околу Сорос и опозицијата, толку тие што се на власт се делумно неслободни. Ако зборуваме за реформа во медиумите, ние мораме да најдеме начин како медиумите во Република Македонија да можат да функционираат нормално без да зависат од хранилките, точно така, од хранилките на партиските централи. И тоа ќе биде некош моја тема со некој гост кој што ќе може да говори. Скоро ќе се случи. Лошо е, вчера е објавен извештајот на Freedom House, Македонија заедно со Русија, Турција, значи Македонија беше делумно слободна, сега е во неслободни, за жал. И тоа е продукт не само на оваа власт. Па 25 години Македонија функционира по овој начин. Гледам денеска третиот и четвртиот блок претендираат Павле Трајанов, Љупчо и Љубе, па тие учествуваа во раководството на оваа земја. И продукт на нивното учество е денешната Република Македонија. Јас, особено на луѓето од помалите партии кои што нека соберат доблест и смелост, особено на Љупчо и на Љубе, на луѓе кои што се имаат идеолошко ВМРО во себе, да излезат и да се извинат на членството и на граѓаните, затоа што всушност, да знаете, дека по идеја на Љупчо и Љубе е решение Никола Груевски да биде денеска на власт. Сега тие го обвинуваат човекот кој што сега ќе го рушат, тоа е парадокс. Но 2006 година нивните пратеници на ВМРО Народна ја поддржаа владата на Никола Груевски. Истото го направи НСДП. Денеска и Тито Петковски, ако навистина е антигруевски, треба да излезе и да се извини прво на своите членови, да каже јас ја гласав таа влада и се извинувам. Многу има за извинување, никој не се извинува. Кај нас во политичкиот живот фали искреноста, недостасува искреноста. И чувството за одговор. Да, нашите политичари понекогаш треба да застанат пред граѓаните и да знаат да кажат да ние сгрешивме. Нема безгрешни луѓе. Тоа не значи дека не треба да побараат довербата, но тој човек на кого ќе имаш доблеста да му се извиниш, можеш утре да му побараш довербата. Денеска имаме едни непогрешни политичари и една Република Македонија која што веќе, како кажавте, е делумно неслободна земја. Неслободна. Делумно слободна беше во Freedom House, во делумно слободна медиумите, сега се неслободна. Тој е продукт на оваа политичка гарнитура, целата зборувам. Немаме време, сакав уште едно прашање, сосема кратко ако можете. Во Македонија не сакате да учествувате во политиката, можевте ли во Бугарија? На избори, значи, можете ли? Јас не кажувам дека и во Македонија или во Бугарија не сум имал предлози, значи сум имал предлози, но пак ви кажувам, сметам дека луѓето кои што се на 30 години и се во средината на својата кариера, треба малку повеќе да поработат на своето име и да покажат на општеството што можат да прават. Кога ќе бидат веќе докажани кадри, и кога ќе бидат луѓе на кои што може да им се верува, тогаш да се занимаваат во политика. Извинете, не сакам да навредувам никого, но детски градинки во влада, во парламент, сметам дека е малку повеќе
од нормалното. Мене не ме навредувате, јас веќе не може да бидам ни министер ни ништо, престар сум веќе. Благодарам за вашето гостување. Може ли е ваше време да се вклучите во политиката, имате доволно искуство. Имате доволно искуство, особено во тој сектор кај што станува збор за медиумите. Тоа не значи дека треба да бидете член на партија, но новинарите можат да предложат како да се подобри. Тука сте права, новинарите малку се консултирани, но како медиумите така и новинарите се ставени во една ситуација. Благодарам за гостувањето, времето ни измина. Се надевам ќе се видиме повторно во наредна прилика. Со најголемо задоволство и благодарам на поканата. Ево, тоа беше разговорот со господинот Петар Колев, претседател на Друштвото за македонско-бугарско пријателство, отворено и искрено како и секогаш. И следната прилика сигурно ќе биде таква. Се гледаме утре со ново издание на Што мисли народот во оваа предпоследна недела пред почетокот на изборната кампања. Имајте пријатна вечер.